Комисијата за еднакви можности при локалната самоуправа Кавадарци е доста активна во овој период. По учеството на Кавадаречкиот ноќен полумаратон, еви денеска во Винскиот музеј се подготвува еден настан, а за самиот настан како вовед, ќе ја прашам Марија Камчева, координатор на Комисијата за еднакви можности, што е тоа што денес се случува, што ден е денес? Добар ден, денеска е 26 јуни, меѓународен ден за жртви на насилство. Комисијата за еднакви можности ќе го одбележи денешниот ден. Доктор, ќе спомнав јас дека Комисијата за еднакви можности некако турбо активна во овој летен период. Денес еве го одбележуваме денот за борба против тортура, односно семејно насилство. Што е тоа што ќе се случува? На оваа панел дискусија денеска планираме да презентираме дел од активностите на Комисијата за еднакви можности, не само во изминатиот период, туку и во наредниот период, во подолг период, од прилика период од 5 години, од 2020 до 2025 година. Јас конкретно ќе се задржам на промовирање на резолуцијата 1325 со нејзината агента Жени, мир, безбедност, бидејќи во едно општество третманот на жените е директен показател за тоа колку е зрелото општество. Република Северна Македонија се стреми да биде една од земјите кои што се подобри во остварување на овие цели. Агендата, визијата Жена, мир, безбедност, нејзината имплементација како втор национален план на Република Северна Македонија, донесен пред 25 години на Пекинската декларација, нејзината имплементација ќе биде една алатка во остварувањето на оваа цел. Вие стриктно ќе се задржите на тоа? Да, јас ќе го презентирам, бидејќи тоа ни е нова платформа, нова стратегија за понатамошниот период и треба да се имплементира и добро да се изработи. Сега ќе прашам нешто што можеби нема допирни точки со денешниот настан, но морам да го прашам. Комисијата за еднакви можности покажа дека со самото учество на полумаратонот дека жените се апсолутно рамноправни, меѓутоа очекувате ли на престојните избори да се потврди сето тоа? Па јас реков и на изјавата за маратонот дека жените се посилни отколку што мислиме и сакам да ја кажам изреката на Маргарет Тачер, првата премиерка на Англија, дека ако сакате нешто да кажете, кажете го на маж, а ако сакате нешто да направите, кажете го на жена. Мислам дека престојните избори треба да ја запазиме процентуалната застапеност 50-50. Кристина Ангелова од Центар за социјални работи, денес задолжена за законските обврски процедури и регулативи. Конкретно? Вака, како категорија насилството се работи во нашиот Центар за социјална работа. Во мај месец 2021 година стапи во сила новиот закон за спречување и заштита од насилство врз жените и семејното насилство, која што генерално става фокус на родово базираното насилство врз жените, меѓутоа не го исклучува нели целиот контекст на насилство кој што се случува во семејството и во семејната средина. Како такво сметавме дека ќе биде добро да се презентира денеска тој закон, како и да се јавноста запознае со сите нели постапки кои што центарот ги спроведува кога треба да се заштити таа жртва на насилство. Сега може ли да откриеме како стои Кавадарци со бројките кога семејно насилство или воопшто тортурата е во прашање? Генерално насилството е негативна појава. Тоа што оваа последна година пандемија ни го донесе дека бројките се со тенденција на растење. Меѓутоа, наша обврска е жртвите првенствено да ги заштитиме, а со таа заштита потоа да ги реинтегрираме во социјалниот живот. И сега јас мислам, а и ти се надам дека ќе се сложи со мене дека конкретно за овој закон не треба само Комисијата за еднакви можности да се вклучи, него буквално сите останати фактори во општеството. Апсолутно, целта е мултисекторско делување, мултидисциплинарно, каде што нели сите институции инволвирани во заштита ќе дадат максимум за да може жртвата после тоа да има една нормален, реинтегриран и ресоциализиран живот. Инел го носи најбрзиот оптички интернет до вашиот дом. Брзини до 1000 мегабити во секунда. Цени веќе од 650 денари. Оптички интернет до вашиот дом. Само со Инел.